Македонското знаме од денес се вее пред спомен обележието на паднатите борци кај село Истибања, а во иднина сите историски споменици во општината ќе бидат со македонскиот символ. Ова е ставот на организацијата на резервни офицери која денес го одбележува својот празник 21 мај. Без минатото не може да ја имаме сегашноста, а без сегашноста не можеме да ја градиме иднината, порача председателот Малковски, потсетувајќи ги на собраните жители уште еднаш за историските придобивки од народно-ослободителната борба. Во одреден период, во времето на Втората светска војна, жители од Истибање ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Две работи се битни. Битна е прво затоа што во овој период, во текот на Втората светска војна, Македонија е единствена држава од сите антифашистички држави во светот, која што се ослободи со сопствени сили, со единиците на Македонската народно-ослободителна војска. Втората работа е тоа што Македонската народно-ослободителна војска за време на пробивот во април месец 1941 година Сремскиот фронт го проби Сремскиот фронт, односно македонските војници го пробија Сремскиот фронт и на тој начин го продолжија ослободителниот пат за ослободување на Европа. Општината деновиве го уреди и просторот околу споменикот. Градоначалникот Дончев пак ја потврди поддршката кон општинската организација на резервните офицери. Со заеднички заложби на локалната самоуправа и на местното население од село Истибања го приуредивме овој простор и го направивме едно пријатно катче каде што ќе може постојано да се дружиме, да седиме овде и да се потсеќаме на деновите кога многу луѓе го дали животот за оваа наша држава. За програмскиот дел од одбележувањето се погрижи училишниот хор од подрачното училиште Гоце Делчев со професорот Игор Насев.